Здраво на сите. Денес зборувам за еден култен роман, за една култна книга за деца, позната, славна книга за деца за која што секој слушнал, а тоа е Пинокио од Карло Колоди. Всушност интересно е што кога ќе го слушнам името Пинокио, веднаш не асоцира на нешто, не асоцира на, можеби не потсетува на ликот од цртаниот филм на Волт Дизни од 1940 година на мало некое сладко детенце на кој што носот му расте кога лаже, не асоцира нели на нос, долгиот нос, кога Пинокио лаже. Меѓутоа, книгата која што е напишал Карло Колоди негде 1983, мислам дека почнал да ја издава, да ја печати во весник во делови, е приказна сама за себе. И мислам дека ова е книга која што многу помалку луѓе ја читале отколку што ја знаат за запознаени се со главниот лик, со Пинокио, меѓутоа мислам дека не толку луѓе имаат вистински прочитано книгата. Искрено не се сеќавам дали имам читано книгата како дете, сега ја препрочитав заедно со моите деца и тотално уживав и се изненадив од приказната и од универзалноста на пораката и самата приказна. Волт Дизни кажа филмот, не ми се верува дека имаат поминато 80 години од кога е снимен тој филм, меѓутоа искрено во случајов заборавајте на филмот ако сте го гледале и ве препорачувам да се свртите кон книгата и да ја прочитате самата книга. Јас имам две изданија на македонски, едното е ова, може сте го виделе, може сте ја читале оваа како лектира, немам појма. Другото издание е ова, издадено во 2018 година од Литература МК, од Арс Ламина. Ние ја читавме оваа книга затоа што има убави илустрации, всушност ова се оригиналните илустрации на Пинокио, кои што тука ги има низ целата книга. И Пинокио не изгледа, еве може да видите, Пинокио не изгледа како на филмот Волт Дизни. Мислам дека Волт Дизни на многу филмови не им има направена услуга, за тоа што ги има некако романтизирано, ги има омекнато, ги има направено целите да бидат такви посреќни и весели. Интересно е што Пинокио воопшто не е таква книга. Пинокио, да кажам нешто за самата книга. Меѓутоа нема да зборувам за авантурите на Пинокио и за оно што се ќе мора да помине. Иако тоа е оригиналниот настав на книгата Авантурите на Пинокио, ќе кажам нешто зошто мене ми се допадна книгата и зошто мислам дека секој треба да ја прочита. Интересно е што наспроти филмот Пинокио воопшто не е допадливо или некое мирно дете. Пинокио е неранимајко, во наводници лошо дете, едноставно немирно дете уште од самиот старт почнува да прави бели, почнува да бега од дома, значи тотално не го слуша татко му, паѓа од неволја во неволја и така натаму. И интересно е што некои луѓе денес коментираат вау, ова е мрачна книга, ова не е книга за деца, како може деца да читаат вакви работи, гледајќи што му се случува на Пинокио во романот, во книгата. Меѓутоа, едно нешто што треба да запомниме. Животот ниту тогаш бил весел и светол за луѓето кои што живееле во Италија, затоа што е италијанска, во Италија се Карло Колоди италијанец и италијанска е приказната, ниту пак денес животот за многу луѓе не е едноставен и не е лесен и има страдање, има проблеми, има неволји во светот и денес и не мислам дека треба секојаш, зборувам сега за одредена возраст на деца, да им се представува некаква розова реалност и свет каде што нема проблеми и каде што нема никакви ограничувања и може да постигнат се што сакаат и се ќе биде супер во животот. За жал, реалноста не е таква. И напротив, затоа и ми се допаѓа како Карло Колоди ги прикажува работите. Што за тоа време сигурно луѓето кога ја читале не велеле, ова е многу мрачна книга, не знам децата дали ќе им се допадне на децата. Дајте нешто малку повесело. Пинокио постојано влегува од проблем во проблем, од неволја во неволја, ама има еден момент што многу ми се допаѓа и што мислам дека за мене барем беше главната поента или најубавото нешто во романот е тоа што колку и да влегува во неволји, постојано му се пружа шанса и постојано може да станува да научи од лекции, од неговите неуспеси, од неговите проблеми. Му треба многу време за да почне да ги учи тие лекции. И има еден цитат, две реченици кои што многу ми се допадна и за мене ја опишуваат
за мене лично срцевината на романот. Му се обраќа само вилата му, вели знам, поради тоа и ти простив, од искреноста на твојата болка дознав дека имаш добро срце, а за децата со добро срце, иако се помалку нерани мајковци и со лоши навики, секогаш има надеж. Односно, секогаш има надеж дека ќе се вратат на вистинскиот пат. Ете зашто дојдов да те барам се дотука. Јас ќе ти бидам мајка. Многу ми се допадна тој момент, овој цитат во книгата, каде што самовилата му веле дека колку и да паѓа во неволји, колку и да се обидува да направи нешто лошо, не успева и постојано влегува во проблеми, ако неговото срце е на вистинско место, ако неговото срце е искрено и сака да проба следниот пат, сака да биде подобар, дека тоа е најважното нешто, дека постојано му се дава шанса. И низ животот на Пинокио, таа дрвена марионета, таа дрвена кукла, ние гледаме, го следиме неговиот живот и гледаме како полека се развива и полека созрева, за да на крај стане вистинско момче. И едноставно, за мене тоа е многу убавена слика, една алегорија на животот наш, каде што едноставно нашиот повик, нашиот животен повик е да стануваме подобри луѓе, да стануваме се повеќе луѓе и едноставно колку и да паѓаме, колку и да грешиме, да ги повредуваме луѓето, ако сакаме, ако имаме волја, ако имаме срце да станеме подобри, дека секогаш ни се дава нова шанса и дека секогаш може да одиме напред и да стануваме вистински луѓе. Затоа што во самата приказ на Пинокио од обична дрвена марионета станува дете, станува човек. Мислам дека она што ја прави посебна оваа приказна е универзалноста на темите. Што сакам да кажам? Значи, послушноста спрема родителите, образованието, важноста од образование. Тоа е главна тема и постојано се провлекува низ целиот роман и целата книга, дека Пинокио треба да оди на училиште, дека треба да се образува, ако не сака да стане магаре и да остане неписмен и едноставно дека образованието му помага да стане подобар човек и да стане човек. Ова е универзална тема и едноставно мислам дека книгите кои што имаат покриваат такви едноставни универзални теми, дури кога се едноставно напишани, остануваат и не губат од релевантноста, не губат од убавината, особено како кај Колоди, кога е тоа споено со убав хумор, со едноставност и прави приказната да биде вонвременска. Значи забавна е, авантурите се интересни, значи не е досадна книга и меѓутоа она што треба да направиме е да ја читаме книгата наместо само да го знаеме Пинокио како некаков книжевен лик кој што си живее сам за себе на страна од романот или па го знаеме преку цртаниот на Волт Дизни. Ви ја препорачувам книгата, мора да ја прочитате. Видов дека сега излезе трейлер има повеќе филмови за Пинокио, меѓутоа видов еден интересен трейлер за филм што ова лето само што излезе, со наслов Пинокио и чекам да биде достапен за гледање. Така што читајте ја книгата, уживајте. Пинокио е една одлична книга и се гледаме со следна рецензија. Не заборавајте да кликнете лайк на читачот на Facebook и да кликнете subscribe и на звончето на мојот канал на YouTube, да зборуваме, да читаме, да зборуваме за добри книги, да читаме и се гледаме. Чао, чао.